Од денеска подигнувањето на пасошите ќе функционира поинаку од досегашниот хаос, без метеж, без нервоза и без турканици пред пунктовите на македонската радиотелевизија, како што беше случај изминатиот период. Новиот принцип на работа, кој е дел од промените што се случија со стапувањето на должност на министерот за внатрешни работи во техничката влада, Панче Тошковски, предвидува секој граѓанин чија патна исправа е готова да добие SMS известување за закажан термин за да си ја подигне. Во 8 месец имало договор, согласно кој што договор заклучено со, пазете се, ова не го битно, заклучено со 18.2. во Македонија требало да пристигнат 400.000 образци. Тој договор со одреден акт е заменет, вака да сум најкоректен во изразувањето, и при тоа заклучено со 18.2. согласно тој договор е превземена обврска негде од прилика во декември месец за 22.000 образци. И оставам, како прашање го отворам во јавноста, истражувајте, вие сте професионалци во областа, зошто е тоа така направено. Тој додаде дека во моментов има пристигнати нови 20.000 образци, како и дека по целосната реорганизација на дополнителниот пункт во станицата Киселавода сега и таму се работи со полн капацитет. Граѓаните сега ќе можат на интернет страницата mvr.gov.mk да проверат дали нивниот пасош е готов. Ова важи за граѓаните кои се фотографирале во објектот на МРТВ или во полициската станица Пролет. За оние кои се фотографирале во другите пунктови во Скопје или во другите градови, остануваат старите начини на подигнување. Иако секому му е јасно дека хаосот го предизвика раководството на екс-министерот Спасовски, и тој, но и Бојма Цалиев, дополнителниот министер од СДСМ, сметаат дека граѓаните се најодговорни за настанатиот хаос. Тој повторно се правдаше пред камерите дека се што направило минатото раководство било како што треба. 2021-2022 година, ако во јануари и во декември имавме барање за сликање од граѓаните од 20 до 40.000 граѓани, 2023 декември и почетокот на јануари имаме над 170.000 луѓе кои побарале. Инаку над 600.000 граѓани останаа заробени во Македонија по 12 февруари, откако власта ги прогласи патните исправи на кои пишува Република Македонија за невалидни. По ова Спасовски заработи кривична пријава од ВМРО ДПМН, бидејќи администрацијата со која раководел издавале лични документи со лажен рок на важност, доведувајќи ги граѓаните во заблуда.